Полициски записници од направени контроли во Пулс беа презентирани денеска во судница како докази во случајот против 9 обвинети полицајци. Јавното обвинителство, кое ги гони полициските службеници за злоупотреба на службената положба, како подкрепа на обвинението, понуди документи од направени акциски контроли, утврдени прекршувања на јавниот ред и мир, затекнати малолетници и кражби во околината на дискотеката Пулс. Според обвинителството, таквите докази укажувале дека и покрај бројните неправилности, тие не биле пречка за полицијата да дозволи Пулс да поседува лиценца за работа. Голем дел се од материјалните докази кои што се однесуваат и на сообраќајните решенија, така што тие факти на некој начин не биле сериозно земени и сепак била давана согласност која што овозможувала добивање на лиценца и непречено работење на правниот субјект. Одбраната доказите ги оцени како нејасни, сметаат дека пропустите кои ги утврдила полицијата не можат да се основа за обвинение. Според адвокатите, ни денес не е прецизирано кои околности би влијаеле да не се издаде согласност за работа на укустителски објект. Нема подзаконски акти и законски акти кои ограничуваат дали со 5 прекршочни пријави, дали со една или повеќе, не смете да му дадете дозвола или смете да му дадете. И сега дознаме и од другите обвинети дека денеска немат подзаконски акти за уредување на оваа област. Дали тоа некому годи да биде така или не знаеме. 9 полицајци се обвинети дека овозможиле на Пулс да добие лиценца за работа, иако како што тврди обвинителството, објектот немал обезбедено доволно паркинг места за гостите. Судењето продолжува во четврток со тројца сведоци за проверките кои ги правеле обвинетите полицајци, а биле важни за добивање на согласноста за работата на Пулс. Зоран Јаневски, Сител телевизија.